Премолчано завршија превентивните мерки за заштита од болеста кај свињите африканска чума, која преку соседните Бугарија и Србија и се закануваше на Македонија, бидејќи никој не кажа дали и кога ќе се укинуваат и како да се однесуваат мини фармерите и ловците. Факт е дека добиточниот пазар во Облешево подолг период не функционираше во делот на прометот со гоени свињи и прасиња, што ги доведе до незавидна положба од гледувачите. Потоа дека значително број свињи им беа одземени на фармерите и однесени во кланици со соодветно обештетување. За дивите свињи беше дозволен вонреден лов во ловиштата 2 месеци пред официјалниот старт на ловната сезона, со цел да се намали нивниот број како потенцијални пренесувачи на болеста. Сето тоа создаде хаос во оваа сфера, а ефектите засега никој не ги сумира и соопштува како ништо да не се случило. Посебно нелогична е состојбата со ловот и отстрелот на диви свињи, за кои важеа строги правила како да се постапува и да се контролира месото од секој отстрелан примерок. Меѓутоа, освен што ловците кои има успешен лов собираа по некој трофеј повеќе и што ги поднаполнија фрижидерите со диво месо, друг резултат не беше објавен. Посебно не откако започна редовната ловна сезона, па ловците ниту го пријавуваат, ниту го контролираат уловот. Од друга страна, од ловните здруженија и од терените пристигнуваат информации дека дивата свиња има во зголемен број, но дека е мошна и тешка да се отстрела поради специфичните климатски услови, без слана и снег, поради што шумата е густа и непрегледна за планински лов. Како и да е, најбитно е што болеста не е откриена кај ниту еден примерок и што опасноста речиси целосно е одмината, па и фармерите и ловците ќе можат спокојно да се ги извршуваат своите активности.